Мене во слободен печат. Помина скоро цела година откако лани во ноември излезе еден извештај од МВР во кој што стоеше една информација дека се крадат лекови и се изнесуваат надвор од болничките кругови. Ке речете, можеби извештај како извештај, меѓутоа тој извештај беше клучен за да се отвори една од најголемите афери во нашето здравство, која што повеќе од 6 месеци ја тресе јавност. Недостиг на лекови, цитостатици кои што се продавани од страна на медицински лица на пациенти, канти сирење, на раквици, злато. Се поставува прашањето колку вреди еден човечки живот во Македонија и дали здравствениот систем нуди квалитетни услуги. Со нас утрово е колешката Мирослава Симоновска, која што од сам почеток ја следи аферата онкологија, која што од прв ден е вклучена во целиот процес. Мими, најпрво добро утро и те молам, ти благодарам најпрво за гостувањето и те молам да ни дадеш одговори ретроспективно што всушност се случуваше во изминатава година и како почна приказната онкологија за која што се надеваме дека ќе има среќен крај барем за оние кои што се инволвирани во целата приказна. Добро утро, благодарам за поканата и за гледачите што не следат. Сето тоа што се случува на клиниката за онкологија во овој момент, односно фактот што има предистрага од страна на обвинителството, асистирано од Министерството за внатрешни работи, и покрај тоа што почна на крајот на август месец, сепак индиции за неправилности и чудно работење на таа клиника има месеци наназад. Како го знаеме тоа? Тоа го знаеме поради фактот што во билтенот на МВР имаше пријава за земање подкуп за издавање на биолошка терапија на пациентка. Според обвинителството, затоа што сега има и судски процес за тоа во судот, за тоа е обвинет фармацевскиот техничар кој што работел на клиниката за онкологија. Потоа имаше уште еден билтен од Министерството за внатрешни работи, каде што медицинска сестра по втор пат изнела лекови, цитостатици и различна друга терапија во поголем обем, околу 59.000 денари била вкупната сума што ја утврдиле пред истрагата. Меѓутоа, ваквите навидум изолирани случаи би морало да бидат аларм. Ако овие лекови се изнесувани, тогаш како? Каде затаила контролата? Каде биле тие лекови позиционирани во болницата? Што е тоа што недостасува? И тука доаѓаме до тоа откритие, што сега ми е драго дека повторно ќе се врати во употреба като системот. Да, тоа беше вчера последната вест, ќе искоментираме на крајот на разговорот некаде дека објавен е тендер за като. Може ли на гледачите на кратко да им објасниме што се случуваше од ноември до ноември годинава? Значи, кои беа клучните моменти каде што се вклучи МВР, потоа и јавното обвинителство, па ќе дојдеме подоцна и до анкетната комисија? Прво, 3 изолирани случаи за земање подкуп на вработен, крадење, односно крадење и послужување, што на крајот обвинителството го преиначи делото во злоупотреба во службата, тоа е значи за медицинската сестра. Понатаму имаше извештај на Државниот завод за ревизија, во кој што се констатирани низа финансиски неправилности при работењето, кршења на закони. Јас се извинувам кога сме веќе кај извештајот на Државна ревизија. Тој некако кога беше објавен во април месец помина без некое влијание на јавноста. Сега откако се отвори цела приказна, многумина се навраќаат на тој извештај. Може ли на кратко барем во неколку црти да ни објасни што тогаш ревизорот откри во тој извештај за онкологија? Опрема која што била набавена, а не била ставена во функција и во употреба. Акцелераторот. Вчера министерот за здравство најави дека ќе се врати во функција.
сметам дека е под притисок на јавноста и предизборен период и затоа дека се враќа таа опрема која што нормално ако е набавена од буџетски средства треба да биде ставена на користење на пациентите. Понатаму набавка на реверс. Државниот ревизор има констатирано набавка на биолошка терапија на реверс без склучени договори за јавни набавки, надминување, пречекорување на самите буџети, набавка на биолошка терапија над тоа што Фондот за здравство и Министерството за здравство имаат одобрено, дозволено. Понатаму беа констатирани вработувања надвор од систематизацијата. Значи државната ревизија уште во периодот на април веќе имала индици дека нешто се случи. Обемен извештај кој што не беше спорен ниту од пратениците на власта, ниту од пратениците на опозицијата на анкетната комисија, напротив беше пофален. Така. Приказната некако се врати во јавноста во почетокот на септември. Што се случуваше тогаш? Кој беше клучниот момент за да повторно се пишува за онкологија и се направи притисок? Министерството за внатрешни работи и обвинителството влегоа да ја соберат сите компјутери, сите медицински истории внатре од клиниката и тоа кај јавноста предизвика револт практично, после тоа следува и сите оние протести на директните учесници во лекувањето на онкологија. Да, и сметам дека токму тие медицински истории кои што се земени од клиниката за онкологија од страна на истражните органи се клучот каде што се кријат одговори на многу прашања, кои се виновниците доколку има такви, што бил проблемот, дали имало несовесно лекување, дали терапијата била администрирана како што треба, затоа што мора да признаеме дека на вистина кај јавноста, кај пациентите се создаде една огромна недоверба кон здравствениот систем, кон клиниката за онкологија. Таа недоверба ја чувствуваат и самите вработени. Беше до степен на тоа да министерот за здравство одеше во клиниката за онкологија во ходниците да им се обраќа на пациентите дека ќе добиете терапија денеска. Дури и од сведочењата на некои пациенти во судница, бидејќи ги следиме Слободен печат, ги следи судењата во каде што на пример е обвинет аптекарот. Пациентката која што му го дала подкупот со бележани пари од МВР се сомнава дека не примила терапија. Откако обвинителството и МВР влегоа на клиниката за онкологија, еден куп стари приказни. Да, токму тоа ми беше следното прашање околу отварањето на досија на пациенти кои што се веќе починати. Значи, добивме неколку такви истории, каде што иако пациентот е починат веќе неколку години, врз основа на неговата историја е требуван цитостатик. Она кое што Фондот за здравство, представниците на Фондот за здравство го кажа во собранието на анкетната комисија за овој конкретен еден пациент, беше дека станувало збор за административна грешка. Точно е дека да, има таков пациент кој што починал во 2014 година и во 2022 година на негово име почнал да се лекува некој друг, меѓутоа станувало збор за човек со исто име и презиме. Меѓутоа, сепак, на клиниката за онкологија постои системска слабост. За да дојдете вие како клиника, универзитетска клиника, во ситуација да водите пациент во досие на починат човек, тоа значи дека вие не сте го затвориле досието на починатиот човек. Клиниката за онкологија, за да ја врати довербата од пациентите, по мое мислење би требало да ги решава овие системски проблеми. Да, кои што навидум изгледаат. Значи, ако гледаат дека вака се создава недоверба, од утре да ги затвараат досиеата на починатите пациенти и нема да имаат недоверба и проблем. Меѓутоа да се продолжи со истото темпо на работење и да се очекува враќање на довербата од јавноста, тоа нема да се случи. За волја на вистината, на клиниката на вистина се воведени некои контролни механизми, подобрувања, за кои што веќе директорката
зборуваше во анкетната комисија, меѓутоа она кое што загрижува е тоа што буџетот е помал отколку бројот на пациентите што тоа во е неколку потребно сите текстови и скоро го повторно се соочуваме со ризикот дека можеби следната година ќе има доцнење или недостиг на лекови. Од режија ни јавуваат дека времето полека ни изминува. На кратко Мими, само во неколку реченици околу като системот, неговото враќање и анкетната комисија, на кратко што очекуваме од таму? Дали веќе имаме виновници или се бара само политичка одговорност? Многу верувам во като системот заради фактот што во 250 болници низ Европа се користи, а исто така и сега пред една недела беше воведен на клиничката болница во Црна Гора. Значи, верувам дека тоа е системско враќање на довербата. Секој лек од влезот во болницата до администрацијата кај пациентот, до моментот од како ќе се администрира кај пациентот, комплетно да се знае точна доза, да се оневозможи субдозирање, да се оневозможи грешка, да се оневозможи крадење. Едноставно овозможува една сигурност за пациентите во иднина, која што и навистина сум задоволна што министерот за здравство го послуша гласот на јавноста, ги послуша пациентите, дека тоа бил добар систем, кој што бил изваден од употреба, најверојатно поради тоа што било скапо да се одржува. Меѓутоа се радувам што владата и министерот увидоа дека ова им е добро решение системско и се користи во 250 болници во целиот свет. Значи зборуваме Америка, Германија, Швајцарија, Франција, во регионот исто така. Штета е што Македонија, иако прва го набавила, последна го става во функција, но никогаш не е доста. Министерот најави дека на средината на следната година ќе биде имплементиран. Така. Мими, ти благодарам многу на гостувањето. Имаме уште еден куп прашања кои што во моментов остануваат неодговорени. За сега закажуваме втора средба во која што се надеваме дека на цела јавност ќе соопштиме дека виновниците се санкционирани, дел може би осудени. Се надеваме исто така дека като системот за многу кратко време ќе се врати во употреба и дека секако ќе се врати довербата во клиниката за онкологија која што е неопходна за лечењето на пациентите.